Какви се перцепциите на граѓаните за корупцијата и за улогата на ДКСК во борбата против неа? За граѓаните на Македонија корупцијата е петиот најголем проблем со кој се соочува земјата. За граѓаните поважни се прашањата од екзистенцијална природа. Се зголемува коруптивниот притисок од страна на службените лица и вклученоста во корупцијата од страна на граѓаните. Споредено со претходните две истражувања, 2014 и 2016 година, сепак пораснал и отпорот кај граѓаните за давање подкуп. Мнозинството граѓани очекуваат дека притисокот за корупција во иднина ќе расте. Податоците се полоши од тие во 2016 година за 12% поени. Ово укажува на зголемување на песимизмот и намалување на надежта кај граѓаните за справување со корупцијата. Секој пети граѓанин смета дека корупцијата не може да се намали. Околу половина од граѓаните велат дека секогаш ќе ја има, но може да се намали. А 1/3 смета дека може да се отстрани или значително да се намали. Кога е во прашање справувањето со корупцијата, граѓаните најголема доверба имаат во МВР, владата и во СЈО. Во ДКСК веруваат речиси 1/3 од граѓаните, а најмалку доверба имаат во судовите. Иако големо мнозинство од граѓаните знаат дека може во ДКСК да се пријави случај за кој постои сомневање за корупција, сепак тоа би го направил секој пети граѓанин. Мнозинството од испитаниците знаат дека ДКСК ја евидентира и следи имотната состојба и промените во неа, покренува иницијативи за контрола на финансиско-материјално работење на здруженија и фондации, им обезбедува соодветна заштита на укажувачите и така натаму. Всушност, во однос на 2017 година се зголемило познавањето за сите надлежности на ДКСК, освен за регистарот на избрани именувани лица. Секој трети граѓанин смета дека ДКСК воопшто не е ефективна, а половина од граѓаните ја оценуваат како малку и до некаде ефективна. Споредено со 2017 година паднала довербата на јавноста во ДКСК. Се зголемил процентот на оние што сметаат дека ДКСК ги штити интересите на поединците, односно се намалил процентот на оние што сметаат дека го штити интересот на сите граѓани.